а тоа е патниот правец Гостивар-Кичево и Скопје-Блаце. А за останатите започнавме анализи и разговори за кредит и други начини на финансирање. Се надевам дека во наредните 3 до 4 месеци ќе ги имаме прелиминарните резултати од овој обид и штом ги добиеме ќе ги споделиме со вас и со јавноста. Доколку оваа операција заврши успешно, известно е да се очекува дека барем дел од овие автопати ќе почнат да се градат во 2013 година. За сега, од првичните разговори сме оптимисти, но сепак треба да се заврши овој процес за да видиме дали ќе успееме во нашата замисла. Заклучно со 2012 година, изградени и рехабилитирани се вкупно 190 локални патишта со вкупна должина од 412 километри, во вредност од безмалку 30 милиони евра, а отпочната е изградбата и рехабилитацијата на 105 локални патишта, во вкупна должина од 216 километри, во вредност од безмалку 20 милиони евра во 43 општини, операција која што се уште е во тек. Изградени се и рехабилитирани 15 регионални патишта во должина од 318 километри, во вредност од околу 50 милиони евра, а во тек се работи на исти такви во должина од 72 километри и вредност од околу 11 милиони евра. Во текот на следниот месец ќе започне реконструкција на железницата на коридорот 10 во должина од 54 километри и во износ од 17 милиони евра, пруга која 50 години не е реконструирана. Се работи на проектна документација за пругата кон Бугарија, каде што ќе се одвива во неколку фази, а првата е Куманово-Белјаковце, каде ќе се склучи договор со градежна фирма во првите 3 месеци од 2013 година. Само за оваа делница инвестицијата ќе биде Куманово-Белјаковце, инвестицијата ќе биде 46 милиони евра, каде сме поддржани од Европската банка за обнова и развој, а за втората делница од Белјаковце до Крива Паланка во моментот се инвестираат 2,7 милиони евра за изработка на основните проекти, додека за третата до крајот на 2012 година ќе се обезбедат дополнителни 2 милиони евра за проектирање. Целиот проект во фази треба да се изгради до 2019 година. Почнаа подготовки за проектирање на железничката пруга од Кичево до Охрид и албанската граница, проект кој го тераме со помош на ИПА фондовите. Се изгради аеродромот Александар Велики во Скопје и се реконструираше аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, за што концесионерот инвестираше 90 милиони евра во оваа фаза. Склучивме и договор за субвенционирање на компанијата Визаер, со подршка од околу 5 милиони евра за периодот 2012-2015, со што компанијата отвори летови на 7 нови дестинации. Изградбата на националниот гасификационен систем ќе се одвива фазно, во траси, во вкупна должина од 407 километри, од кои околу 100 километри ќе се изградат со затворање на клиричкиот долг на Руската Федерација, а остатокот со поддршка на ЕБРД. Во тек е експроприација на земјиштето, а во блиска иднина очекуваме да се потпише договорот со руската компанија, која ќе го гради делот финансиран од рускиот долг. Планираме изградбата на првата фаза, Клечовце, Штип, Неготино, Кавадаци, да започне во пролета 2013 година, за која покрај средствата од рускиот долг во износ од 60 милиони долари, ќе има и кофинансирање од буџетот во износ од 15 милиони долари. Во стамбена изградба досега инвестиравме околу 17 милиони евра, при што комплетно завршени са 560 станови за социјално ранливи граѓани во 10 градови, а други од нив се во тек на градба. Во водоводи и канализација инвестиравме приближно 35 милиони евра како централна власт, а обезбедени се и дополнителни приближно 8 милиони евра, а започна и користењето на нова кредитна линија од 50 милиони евра за истата намена. Се заврши првата фаза на Злетовица, втората фаза од наводнување на јужната долина на реката Вардар. Континуирано се чистат реките и каналите за одводнување, а од следната година ќе започнеме реконструкција на преостанатите нереновирани казнено-поправни домови во Македонија во вредност од 46 милиони евра во 3 годишен период. При крај сме со реконструкција на првата фаза на болници, а на почетокот на 2013 ќе започне и втората фаза на реконструкција на јавните здравствени установи. Во тек е и проектот за изградба на околу 180 спортски сали и реконструкција на околу 240 училишта, проект кој ќе продолжи и во 2013 година. Обезбедивме и дополнителен проект во износ од 56 милиони евра за подобрување на општинските услуги,
за капитални инвестиции на општините во различни инвестиции од нивно значење, чија реализација започна и ќе продолжи активно во текот на 2013 година, кога треба да се реализираат најмалку 12 милиони евра од овој проект. Се изгради далноводот кон Бугарија во износ од 37 милиони евра. Во 2013 година ќе продолжи реализацијата за проширување на трансформацијата на далноводот Скопје-Битова, далновод Штип-Ниш, замена на постоечкиот далновод Скопје-Тетово и други инвестиции за подобрување на енергетската преносна мрежа во вкупна вредност од околу 40 милиони евра, од кои во 2013 година ќе се инвестираат најмалку 15 милиони евра. Во 2013 година ќе започне изградбата на хидроелектраната Бошков мост во вредност од околу 60 милиони евра, од кои следната година, 2013, ќе се инвестираат најмалку 10 милиони евра. Ќе продолжи испроведувањето на рехабилитацијата на 6 хидроелектрични централи во вредност од 20 милиони евра, од кои околу 8 милиони евра ќе се инвестираат во 2013 година. Воедно, ќе се продолжи и со реализација на проектот Ветерен парк Богданци, вреден 33 милиони евра. Следната година ќе започне и градбата на проектот Луково поле, вреден 32 милиони евра, и ќе продолжиме со реализација на проектот Модернизација на блок 2 и блок 3 од термоелектраната Битова, вреден 49 милиони евра, додека проектот за брод Гнеотино за преносна лента на јагленот веќе го завршивме и го пуштивме во употреба. За жал, и овој пат не се најде концесионер за проектот Чебрен и Галиште, за чија цел во следните 2 недели повторно ќе објавиме меѓународен оглас со видоизменети услови. Склучени се приближно 1000 договори за продажба на градежно земјиште по пат на јавно надавање со одобренија за градба во периодот 2007-2012. Со Законот за легализација на дивите градби, кој го донесовме минатата година, добивме вкупно 350.000 барања, чија реализација е во тек. Во делот на инфраструктурата, дозволете да нагласам дека и проектот за изградба на повеќе згради, односно објекти, за институциите на државата, наречен Скопје 2014, даде свој допринос, а ќе дава и во текот на 2013 година. Тој покрај економското значење има и други државни и национални значења, за што сум зборувал во повеќе наврати. За поттикнување на економскиот развој и привлекување на етаблирани странски компании, основани се технолошко-индустријски развојни зони, од кои 2 се во Скопје и по една во Штип и Тетово. Паралелно, владата работи на развојот на уште 10 технолошко-индустријски развојни зони на територијата на Македонија, со цел да се постигне рамномерен економски развој. Тие се предвидени во Гевгелија, Кичево, каде што веќе и почнаа работите, Струмица, во регионот Охрид-Струга, Гевгелија, Ранковце, Радовиш, Делчево, регионот Берово-Пехчево, регионот Кочани-Виница и Прилеп. Покрај технолошките индустријски развојни зони, подржуваме и развој на индустријски зони во Битова, во Ландово и некои други општини. Во технолошко-индустријските развојни зони од 2006 година до денес вкупно се инвестирани 2 милиарди 225 милиони 914 илјади денари. Кои се почетните резултати и ефекти? Само извозот на компаниите Johnson Controls и Johnson Matthey минатата 2011 година изнесува околу 550 милиони евра или 16,3% од вкупниот македонски извоз. Што значи дека тие две компании креираат 1/6 од извозот на државата. Тоа значи дека она што се привлекува во Македонија како гринфилд инвестиции, се инвестиции со голема додадена вредност. Инвестиции кои носат трансфер на знаење и технологија и нормално работни места. До 2014 се очекува производството и извозот на новите странски инвестиции во земјата, кои се стационирани во технолошко-индустријските развојни зони, да достигне 35% од вкупниот извоз на земјата. Во наредниот период од Македонија ќе се извезуваат и кондензатори и други електронски компоненти кои наоѓаат примена во неразлични индустрии, автобуси, кабелски инсталации, црева за автомобилска индустрија, пластична технологија и мехатроника, ретровизори и слично за автомобилските компании, хомеопатски лекови и други фармацевски производи од различен тип од оние кои што досега се произведуваат. Почитувани присутни, дозволете да кажам неколку работи поврзани со макроекономската политика.
Ако некаде навистина добивме најголеми меѓународни признанија, тоа беше во раководењето на макроекономската политика. Промените кои ги направивме овозможија раст на БДП од 6,1% во 2007 и 5,1% во 2008. Иако кризата почна да делува во последниот квартал од 2008. Тоа беа историски највисоки стапки на раст во Македонија, како што беше и растот на странските директни инвестиции од 8,5% од бруто домашниот производ во 2007. Како резултат на влијанието на светската криза во 2009 година, споредено со другите земји во Европа, забележавме благ пат од 0,9% на БДП и со тоа трет најдобар резултат во Европа, врз што клучно влијание имаа преходните реформи и антикризните мерки. Во 2010 и во 2011 година економската активност забележа раст од 2,9% годишно, што е меѓу 10 најдобри остварувања во Европа во тие години. Извозот во 2011 изнесуваше 3,2 милиарди евра, што представува зголемување од 1,3 милиарди евра или 66,1% во однос на 2006 година. Во однос на 2010 година, порастот на извозот во 2011 е околу 670 милиони евра или 27,5%. Она што ја правеше Македонија различна од многу други европски земји е фискалната дисциплина и во време на светска финансиска криза и во време на европска должничка криза. Просечниот буџетски дефицит од 2,5% остварен во преходните години е седми најнизок дефицит во Европа. Со државен долг од околу 30% од бруто домашниот производ, Македонија е четврта најниско задолжена земја во Европа. Порастот на долгот на Република Македонија во изминатите 3 години е само 4,8% поени, додека порастот на долгот во земјите во ЕУ достигнува зголемување и до 43% поени. Имаше континуиран пораст на капиталните инвестиции од буџетот како директна поддршка на стопанството. Доколку се спореди состојбата јуни 2012 со септември 2006, просечната нето плата порасна за 51,8% или на 20.651 денар од тогашните 13.603 денари. Просечната пензија во јуни 2012 е 10.687 денари, а во септември 2006 7.688 денари или пораст од околу 38,9%. Стапката на невработеност во јуни 2012 е 31,2%, наспроти 38,7% кон крајот на 2005. Стапката на вработеност во јуни 2012 изнесува 38,8%, 648.200 лица, и покрај 4 годишната криза таа е повисока за 81.907 лица. Инфлацијата во континуитет се одржува на ниско ниво од 2 до 2,5%. Вкупните девизни резерви во август 2012 изнесуваат 2 милиарди 115 милиони евра, и тоа е историски највисоко ниво и има раст од 700 милиони евра во однос на 2006 и покрај 4 годишната криза. Поддршката на економската активност од страна на банкарскиот сектор, односно степенот на финансиско посредување, мерено како учество на вкупните кредити во бруто домашниот производ, е драстично зголемен во изминатите години, од 28,8% во 2006 на 44,7% во 2011. Покрај мерките за економијата, владата континуирано превземаше и мерки за поддршка на граѓаните, кои не се тема на ова моје излагање, па затоа само ќе нафалам дека зголемените плати, пензии, социјална помош, субвенции, завршената денационализација во прв степен, намалувањето на акцизите за увоз на возила, набавките на автобуси, откупот на дворните места по 1 евро од квадрат, проектот Купи куќа, купи стан, законот за минимална плата, намалената цена на зелениот картон, намалените трошоци за хомологација, бесплатните учебници за учениците, задолжителното и бесплатно средно образование, градбите на училиштата и спортските сали, намалената партиципација за студентите, ваучерите за компјутерите, издавањето и преведувањето на 1000 стручни книги и учебници, лабораториите, бесплатното осигурување за сите, опремата во здравството од 100 милиони евра, спортските објекти, социјалните станови, народните кујни, бесплатното банјско лекување, помош за плаќање на енергетски трошоци, паричната помош за трето и четврто дете, новите бесплатни вакцини и многу други се само дел од долгата листа на поддршки, при што во некој од нив имаше и директно позитивно влијание на економијата.
Почитувани присутни,